тоа значи телевизорот да го спортиш колега, ако може. Да, продолжуваме ние со останатите содржини, она што пред малку го најавивме нашето поврзување со Битола, да видиме дали и таму утринава е дожливо како што е во главниот град во Скопје. Ќе ја поздравиме Маја Андоновска-Илиевски, наша позната актерка, дел од ансамблот на Битолскиот театар, кој што оваа година си го слави оној убав јубилеј од 80 години постоење. Маја, добро утро од Скопје. Добро утро. Добро утро. Пред се поздрав до вас. Прекрасна женска енергија во студиото. Навистина ми е драго што еве ова понеделничко утро го започнувам токму со вас и со гледачите на Телма телевизија. Битола е врнежливо цел викенд, така што она што сега можам да го зирнаме дека повторно имаме некое променливо време. Јас се надевам дека нема да врне како вчера и некни, меѓутоа ќе видиме што ни носи оваа седмица. Меѓутоа во секој случај Битола е многу поладно од Скопје. Дали низ годиниве можеби научи да уживаш и на дождот и во вакво време или од секогаш можеби си го сакала? Не верувам дека некој може да навикне да сака дожд, особено ако има обврски кога треба да биде низ град или нормално да работи на такво време, меѓутоа секое време со својата убавина, па бидејќи се подготвуваме и за зима и за најубавите новогодишни празници, некако природно е да го прифатиме и есенското дождливо време, а и на природата му е потребен тој дожд, нели? Така е, уживаме во секое годишно време, особено во утрата, а ние обично уживаме и во овие наши утрински разговори или како велиме нашето утринско будење со соработници со кои што во секоја сезона се поврзуваме и имаме многу што да споделиме. Па така Маја и со тебе за она кое што и се пред малку го најави, односно ќе го најавиме заедно за сите новитети и нешто кое што е добро и нашите гледачи да го слушнат, па и малку повеќе детали да пренесеме во продолжение. А станува збор за нели детската представа 3, прва професионална представа на знаковен јазик за глувонеми и наглуви лица и за останатата широка публика. Малку повеќе може за ова во продолжение. Секако. Првично би ве поправила, Битолскиот театар ќе слави за неколку дена 81 година постоење. Така што оваа недела во однос на професионалните обврски во тој театар сме на една пауза, затоа што моите колеги се подготвуваат за голема премиера со која што ќе започне и Шекспир фестивалот во Битола. Меѓутоа, паралелно додека ја очекуваме најновата премиера на Битолскиот театар, со независната сцена или со АТО, тоа е здружение под кое што работевме на многу интересна представа или првата професионална представа на знаковен јазик за деца во нашата земја. Тоа е представата 3, која што имаше своја премиера, верувале или не, пред 4 години. Она што мене особено ме прави горда како актер е што оваа представа некако својот живот го добива секоја година од почеток и од почеток, затоа што интересот за представата не само што е активен и актуелен во нашата земја, туку веќе гради своја интернационална приказна. Оваа година имавме навистина прекрасна можност да гостуваме во Албанија и тоа во Тирана, Поградец и Драч, а веќе на 17 ноември или следната, како му доаѓа следниот понеделник или недела, не сум баш сигурна, гостуваме и во Корча. Бевме Косово, во Призрен и во Приштина, а до крајот на годината не очекуваат 5 изведби во Битола, една во Прилеп, една во Кавадарци и една во Велес. Иако веќе сме гостувале во Скопје, Струмица, Тичево, Охрид, Крушево. Ова е представа во која што професионални актери, четворица на бројот, кои 3 жени и 1 маж, ги воведуваме и дечињата кои што слушаат и дечињата кои што имаат оштетен слух и говор во светот на знаковниот јазик. Многу е важна затоа што е првата професионална представа каде што актери на сцената, освен што говорат, паралелно го користат и знаковиот јазик. Така што ова е представа во која што сите заедно влегуваме во еден нов свет, а тоа е светот на луѓето со оштетен слух и говор. Маја, за мене може... Дали малку поинаку гледаш сега на лицата со оштетен слух и говор,
после работата на оваа представа, со оглед на тоа што напомена дека самите актери и покрај тоа што нели го имате вашиот дел во представата нели да изговарате, сепак останатото и го пренесувате преку знаци. Колку тоа за вас како актери беше дополнителен предизвик и колку можеби ви ја промени перцепцијата кон лицата кои што живеат таков живот, а не знаеме нели ако не влеземе во нивните чевли како се чувствуваат и со какви се предизвици се соочуваат? Јас морам да напоменам дека ова е една представа која што беше едно големо будење. Не само за мене, сметам дека и за моите колеги, но верувајте и дека за луѓето кои што ја гледаат представата, особено за децата, отвора еден свет кој што се случува и го има околу нас, но многу често едноставно можеби поминуваме покрај него или недоволно сме информирани, недоволно запознаени кои се предизвиците со кои овие луѓе се соочуваат. А многу е едноставно да научи човек барем основа на еден знаковен јазик и со тоа да го разубави животот на луѓето на кој што тоа е единствениот начин на кој што можат да комуницираат. Оваа представа роди многу емоции во нас, затоа што, како што веќе напоменав, ние имавме можност да се соочиме со луѓе од уловата заедница од нашата земја од различни краишта. И верувајте дека оваа представа беше само основа и почеток на она што следеше за нас како актери, затоа што една година после представата 3, која е представа за деца и која што има една универзална порака затоа што се занимава со екологија и покрај тоа што зборуваме дека е многу важно да се чисти ѓубрето, ние сме представени како 3 самовили во различни бои, розе, лила и сина, и со тоа на еден символичен начин прикажуваме дека без разлика колку некој е поразличен од она што ние сме навикнати да го нарекуваме нормално, всушност особено во светот на децата предрасуди не постојат и дека сите сме исти. Овие 3 самовили сретнуваат едно детенце кое што само го знае јазикот, го користи како средство за комуникација, значи не чуло и не го познава знаковниот јазик. И тоа е една приказна во која што раскажуваме приказна за екологијата и за чистењето на животната средина, а паралелно го запознаваме детето дека на светот постојат и луѓе кои што мораат да ги користат своите раце за да бидат разбрани. И заедно со дечињата кои што ја проследуваат представата, оваа представа ја заокружуваме така што заедно ја учиме знаковата азбука. И тоа е една многу убава интеракција на самиот крај на представата, каде сите заедно ги внесуваме децата во тој свет на знаковниот јазик. Такав да споменам дека кога игравме оваа представа пред неколку години во Охрид, на представа ни дојдоа луѓе од глувата за заедница од Струга. Тоа беа луѓе над 50-60 години кои за прв пат во животот легоа во театар и верувајте дојдоа да гледаат представа која што е наменета за деца од прво, второ, максимум трето одделение. Тоа беа такви измешани емоции, кога гледаш дека возрастни луѓе плачат и се многу возбудени затоа што гледаат театарска представа. После представата ние имавме можност да поразговараме, да имаме интеракција со тие луѓе кои што не поттикнаа и не замолија да се подготвиме и представа за возрастни, затоа што во нивниот живот никогаш немале можност да влезат во театар, да погледнат театарска представа и тука се роди идејата која што после една година повторно не екипираше под закрила на АТО Центарот за современа уметност и култура и повторно под режисерската палка на Јован Ристовски да ја направиме представата Улавсте. Тоа беше првата професионална представа за возрастни луѓе, која исто имаше една навистина бомбастична турнеја низ нашата земја, многу поинтензивно одекна од детската, затоа што веќе во таа представа, освен што беше склопена како една многу убава љубовна приказна на млад човек кој што слуша и на една девојка која што не слуша. Нешто, тоа е една приказна која што буквално ја слушнавме во Охрид и бевме инспирирани од еден пар кој што го запознавме, брачен пар, кој над 30 години се соочуваат со предизвиците да бидат во брак на маж кој слуша и на жена која што од глувата заедница. Од тука се роди идејата за представата. И ова представа говори малку повеќе за проблемите со кои оваа заедница се соочува, луѓето со оштетување на слухот и говорот. Не знам дали сте информирани дека немаат стандардизација на нивниот знаковен јазик. Значи, тоа е можеби еден од најголемите проблеми, но исто така ова е заедница која што брои околу 7000-8000 луѓе
А во нашата земја имаат само околу 30 сертифицирани овластени преведувачи на знаковен јазик кои им помагаат кога овие лица имаат потреба да посетат болница, аптека, банка и било која државна или па и не државна институција. Да, ако навлеземе вака во проблемите кои што ги имаат, навистина ќе се запрепастиме буквално од тоа со што се соочени секојдневно, па и ова што Маја пред малку го спомена дека има луѓе кои што за жал никогаш не погледнале представа заради тоа што едноставно немаат каде или нели не се нуди такво нешто и навистина е за поздрав целата оваа инклузија која што ја правите и за децата, но се разбери за возрастните. Што најасно може да се види кога ќе бидеш дел од тој свет или на некој начин со преку оваа работа и нели на таква комуникација заедно со нив. Точно така, овие представи само не потсетија дека моќта на театарот е да биде глас на послабите, да не буди општествено, социјално, па и политички. Театарот мора да биде огледало на времето во кое што живееме. Тоа од секогаш било така и секогаш треба да биде така. Така што независната сцена ја има таа слобода да биде секогаш гласна, да биде нецензурирана и да се занимава со теми кои понекогаш институционализираната култура ги прескокнува, ги премолчува или едноставно физички не може да се постигне се тоа што го говориме, да биде опфатени во тие театри каде што се опфаќа или како народни театри мора да опфаќаат малку поширок репертоар на работа. Меѓутоа, затоа тука постојат независните сцени кои тоа како треба да се занимаваат со многу интересни прашања за кои верувајте, не само ние како уметници, туку верувам дека сите ние како луѓе многу често и не сме до крај запознаени. Така што овие представи, еве конкретно ќе зборувам за представите на знаковен јазик, навистина отворија едни светови, а и ние имавме можност преку овие представи да се запознаеме со прекрасни луѓе. Јас би го споменала и нашиот пријател Мартин Ангелов кој ни помагаше во создавањето на представата Улав сте. Тој е еден дечко кој има оштетување на слухот од Битола, кој што е дел од таа заедница на глуви лица и буквално покрај тоа што со нас работеше на усовршувањето на знаковниот јазик, многу поинтензивно не внесе во оваа приказна, во оваа проблематика, бидејќи за да можеш нештото да го пренесеш на сцена и да таа тема да допре до публиката, до луѓето, ти мораш длабоко да ја почувствуваш и да се ставиш во кожата на луѓето кои што се соочуваат со проблем затоа што неможноста да се комуницира на никаков друг начин освен на знаковниот е еден вид проблем. Така е, Маја, имаме само уште една минутка, би сакала само да ни кажеш дали оваа за возрастни ќе игра повторно? Да, за возрастни имаше една пауза која што некако природно се случи затоа што Ато центарот паралелно имаше и уште неколку своји други премиери. Од 2025 година е предвидено повторно да се собереме екипата, да ја обновиме представата и се подготвуваме повторно за една и домашна и меѓународна турнеја со оваа представа, затоа што интересот е голем и постојано добиваме прашања кога повторно ќе може да се погледне представата власте. Така што сега е до крајот на годината наш приоритет да ја заокружиме приказната на 3, на детската представа, со тоа што детската представа продолжува со својата турнеја и во следната година. Меѓутоа паралелно да ја обновиме и представата Улавсте и оваа приказна за гласот и за будењето и за стандардизацијата на знаковиот јазик и приказната на луѓето кои што имаат оштетување на слухот и на говорот да продолжи да живее преку нас, кој што можеме да раскажуваме во нивно име. Да, многу убаво сподели Маја и ова нека биде една утринска мантра понеделнички за старт на неделата за сите луѓе кои што не гледаат колку е важно да се пробудиме на многу полиња, а и нека биде ова можеби почеток на некое такво будење за многумина од нас. Маја, ти благодариме што утрово се поврза со нас од Битола и што ни раскажа за вака убави работи, за представи кои што навистина заслужуваат внимание и треба да продолжат и понатаму да живеат помеѓу публиката. Јас ви благодарам на поканата, моето утринско кафе да го испијам со вас и со вашите гледачи. На здравје. Еве, и ние го пиеме нашата кафе. Убава седмица и еве една покана до публиката која што не следи. Доаѓајте во театар, затоа што навистина има што да погледнете. Театарот е еден моќен медиум, кој покрај препораките кои што ги пренесува, секако дека секогаш нуди нешто интересно и нешто посебно.
Така е, Маја, благодариме за вклучувањето, за времето во овие утрински минути заедно со Утринска на Телма и за сите информации кои што верувам се добре дојдени за нашата публика, па и театарската публика. Поздрав, убав ден, многу успех и до следно слушање, па и гледање во Скопје, веројатно со нови информации и работи кои што сакаме да ги споделиме секогаш со нашите гледачи. Благодарам, пријатен ден. Поздрав. Така, тоа ни беше Маја, сега време за рекламите и поврзувањето наше со Билјана во вестите во 8 часот.